Денеска Македонската православна црква го празнува споменот на својот патрон, Свети Климент Охридски чудотворец. Свети Климент Охридски е познат како првиот македонски архиепископ, а во исто време и основач на Охридската книжевна школа, како и еден од повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Со неговата активност и со своето дело, тој е заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Празникот со богослужба беше одбележан и во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Денес Светата црква Божја го празнува споменот на Свети Климент Охридски, кој е светител кој што по својот живот, по своите беседи, по својата речитост може да се спореди со големите и древни светители на Светата црква Божја. Не се знае точно годината на неговото раѓање, роден е помеѓу 830 и 840 година во Струмичко-Брегалничката област, веројатно каде што и се запознал со Свети Методи, кој што бил управник таму. Воден од желбата за духовен живот со Свети Методи заминува на планината Олимп, каде што се подвизуваат, подоцна заедно со Свети Кирил, бил во мисијата и на Хазарите, во мисијата во Моравија и во напорниот труд учествувал на создавањето на преведувањето на богослужбените книги од старогрчки на црковнословенски јазик. Кога биле обвинети од тријазичници дека христијанството треба да се проповеда само на три јазика, латински, грчки и еврејски, отишле кај тогашниот папа. Да спомнеме дека папата тогаш бил православен и дека тоа е пред поделбата на црквата, кој што ги благословил нивните книги и оправдал нивната работа. Таму Свети Климент бил ракоположен во свештенички чин, потоа нивната мисија продолжува и на крај се распрснува на повеќе страни. Светиот Климент Охридски доаѓа во областа Девол, која што се наоѓа на тромеѓето меѓу Грција, Албанија и Македонија, а во близина на градот Охрид, и доаѓајќи во Охрид, он ја формира Охридската книжевна школа, каде што се образувале мноштво на свештеници, на вероучители, заедно со Свети Наум го основа на манастирот посветен на светите архангели на брегот на Охридското езеро. И неговата мисија е неуморна. Он е вистински проповедник, вистински пастир, вистински светител, вистински духовник. Инаку во чест на Свети Климент Охридски, секоја година во собранието се доделува државната награда Свети Климент Охридски за особени остварувања во повеќе области. Денес и многу институции и училишта во земјава го носат името на Свети Климент, а една од тие институции е и Државниот универзитет во Битола. Свети Климент Охридски се чествува и како национален празник.